Така е, за последен пат оваа сезона ја гледате оваа шпица. Верувам дека оваа рубрика на вистина на многумина од вас ќе ви недостасува. Зборуваме за меѓународните случувања. Ми се чини дека најголемиот фокус на внимание како меѓу медиумите, така и меѓу јавноста, меѓу народот, не само овде, туку на секаде низ светот, е телевизискиот дуел кој што се случи вчера вечер помеѓу Доналд Трамп и Џо Бајден. Дали е така или не е? Дали ќе ме поправат или ќе се надополнат моите колеги во продолжение на мојата теза, ќе слушнеме веднаш. Ви посакувам добро утро. Добро утро, Александра. Секако дека дебатата помеѓу Доналд Трамп и првата во низата и актуелниот председател Џо Бајден е во фокусот на вниманието. Таа туку-што заврши, па сега сме ние свежи со анализата. А Доновиш, ти сето тоа го следеше и на крајот каков наслов им може да дадеме? Трамп го растури Бајден? Можеме така, а можеме и онако USA Today, знаеш, позитивниот за гледачите, да им кажеме пристапу новинарство, нели, кој ќе падне авион, сите велат загинаа 167 патници, а USA Today нели преживеа еден патник во падот на авионот, па така некако и CNN кој нели е несомнено на страната на демократите и Бајден. Ама не CNN не можеше да го заштити. Тоа ние што следевме дебатата, тоа го забележавме, значи забележавме дека првим признаа дека настапот на Трамп беше многу подобар од оној на Бајден и второ, она што јас морам да го кажам, тие што следат па знаат, CNN има една, да кажеме, навика у минатото на дебатите, нивни репортери во тек на програмата да се вклучуваат од дебатата во живо, со мал коментар, па да си ги продолжат вестите. Овој пат не се вклучува, не знам зошто. И прв пат немаше... Мислам, знам зошто, неќам да кажам. Немаше публика. И немаше публика, но ајде да сублимираме. Прв председател... Сега да подсетам, имаше публика во ковид, а сега немаше. Не, класично се виде што дури толку отиде настапот на Бајден, дури ја не очеков дека дури CNN ќе признае дека настапот на Бајден е послаб. Но ајде да почнеме од почеток. Прв дуел на двајцата председателски кандидати за изборите на 5 ноември, ќе има уште неколку, 4 ми се чини. Вчера Трамп и Бајден помина први на она што беше интересно што не се поздравија, ни на влегување, ни на излегување, што е доказ дека поделеноста во општеството американско веќе не се ни крие. Мислам, ова е порака, тие може да изглумат, нели, но не сака, што е само една порака до светот, па и до гласачите, дека поделбата во американското општество е огромна и дека ќе се оди до крај. Втора работа што се појави е она очекувана, дека јас се шегувам сега, дека не ми забележат гледачите. За време на дебатата Бајден беше збунет. Во еден момент му падна интернетот, се шегувам, па го ресетира да се врати, ја изгуби мислата, во еден момент си загуби скроз. Потоа онаа класика, знаеш, обвинувања по сите можни параметри. Трамп беше прилично агресивен. Мислам, во склад со неговиот карактер и у подобра физичка и ментална состојба во секој случај, додека Бајден се загуби, се обиде нели да му парира, но се вида дури сега доаѓаат шпекулации дека во тимот на Бајден се толку разочарани и толку исплашени што не исклучуваат можност да најдат своја замена. CNN беа вредни утрово, односно кај нив е вечер, нели, и веднаш изреагира и на тоа. Поле, па дури имаш изјава од Гевин Нјусом, тој е, како се вели, гувернер на Калифорнија, кој често пати се споменуваше како можна замена во председателската трка на Џо Бајден и имаш изјава од него кој вели, не, јас сум 100% Бајден нема шанси да го заменам, нели, така натака, што значи дека веројатно никој не сака, па дури и во една ваква ситуација, никој не сака да му излезе на Трамп на црта. Па види, кога си опозиција, увек си у подобра позиција. Бајден се обиде него да го обвинува за тие судските процеси, што е според мене малку ниско, морам да признам. Сега ние трчаме у председателска трка, што се со тие работи, да се приватни работи. И второ, за настаните од Capitol Hill, каде што тимот на Бајден очигледно гледа обид тука малце да го девалвира Трамп. Од друга страна, Трамп даде некои изјави, го обвини и дека со Путин се договорил да прекјутно сето тоа Путин го направи, дека он бил председател.
и дека Трамп го обвини Бајден за лошата економска состојба, лошата емиграциона политика, но она што ми падна во очи сега, ја и ти она што секој ден го дебатираме, малце за надворешната политика, Трамп го обвини нели за Бајден за кукавичко повлекување од Авганистан, што му дал простор на Путин да направи војната во Украина, и најави дека кога да биде председател, Израел ќе може да ги реши проблеми, конечно ќе може да се пресмета со Хезболах и Хамас. Што мене ми укажа дека Трамп исто сменил, па сам многу го поддржува Нетањаху. Па и не бел во лоши односи. Па добро, али не беа ниво таква експлицитна. А за Путин не рече баш така прецизно, но тоа е друга приказна. Сума сумарум, мене она што ме секира, пошто не треба да даме некое свое размислување, дебатата помина како што помина, ќе има уште 3, Трамп води 1-0, несомнено. Она ти што го кажа дека размислува дури да го сменат кандидатот. И сега ќе те потсетам 2 недели порано, имаше опција да Трамп, доколку заглави во затвор, а биде председател, да назначи свој заменик, кој ќе биде негов заменик врз основа на гласовите што ги добил да биде председател. И сега јас јавно си поставувам прашање, ова е први председателски избори, каде што двајцата актуелни кандидати, освен што се стари, Не се подобни. освен што имат план Б и имат свој клон. Нешто што не сме го гледале у минатото и само ми ја укажува онаа културолошка логика и констатација за жал дека ништо веќе брене свет овој свет, да трчаш ти па секаш ја победив, ама Дејан ќе биде на моје место. Да. Што прави една според мене нова страница во историјата на политиката и многу несериозно, морам да признам. Многу доколку биде така се разбира. Но како идеја, светот една ваква драматична состојба на прагот на Многу е нуклеарната драматично. војна, можеби токму поради такви односи, такви политичари, такви односи кои владеат. да. Инаку само да Значи, скратам, воопшто нема ни едниот ни другиот, и ке нас тоа е така. Ма цел свет, но нема ние сме авторитет, небитни, ние да. сме небитни, но ни едниот други воопшто немаат намера да се договорат бар за некои прашања и малку да ја намала таа разлика во зашто нивното зборуваме општество. ние, они неќе да се поздрават. Че не треба обично американското тие предпоставам и од култура и од некое држење на патриотизам, треба да се поздравиш со својот политички опонент. Не обвинувам тука ни еден ни друг, ги зборам тоа е све пиар настан. Значи тоа е некој го смисел да ни упати порака на нас останатите, ти рече мали сме, на нас малите во светот, дека во Америка нешто ќе се случува сериозно. Тоа е толкова подолба, ние сме далеку од Соединетите американски држави, како физички сме далеку, не знаеме што се случува, но очигледно поделбата никогаш не била поголема во оваа нивна колку Па имаше една информација столетие историја. која беше објавена баш во текот на дебатата, имаше изјава на неименуван званичник кој стравува дека по изборите председателски во Америка може да дојде до големи Особено што до граѓанска војна, ајде кажи. Па ја не ќе да го кажам јас тоа. ќе го кажам затоа што уште 2016-17 кога беше изборот на Тоа Трамп, беше на прагот. кога Трамп трчаше за таа првиот мандат, ако се сеќаваш со оние протести генералот Ли што го рушија во некогашната конфедерација за време на граѓанската војна, до судирот помеѓу белците и значи тие стравувања, знаеш, се подпират бидејќи според анкетите Трамп води 1-0 го води од вчера, има поголем рейтинг, но сума сумарум демократите и републиканците имат тесна борба, значи на изборите на 5 ноември нема да се случи македонско сценарио, него тој што ќе победи ќе игра на гол разлика, знаеш, спортски речено. Нема да биде. А тоа знаеш што значи? Подвојување на општество. Бидејќи овие двајца во вчера што ги гледавме, не им патија сигнал на своите приврзаници дека треба да продолжиме заедно, независно кој ќе не води. Да. Туку вели, види, ако не победам јас, не го признаваме овој. А сега, знаеш, тоа како иде обично. Тој што губи има право да се љути, ама може многу да се наљути. Така да ќе видиме. Ајде, кратко, немаме многу време. Има предлог до Европскиот парламент за новиот состав на Европската комисија. Фон дер Лајен повторно е предложена за председателка на ЕК.
единствената битна размена на местото на Борел доаѓа Каја Калас. Па добре, и Премиерката Шарл на Мишел го нема, ако приметуваш. Тоа е Европскиот совет. Да. Не, велам, тој сакаше да се спротистави на фон дер Лајен. Тој сакаше на незиното место. Да, и некако го деинсталира, нигде нема. Ова Борел што го нема, не знам колка е загуба за европската Да, ама дипломатија. доаѓа сега еден класичен јастреб на чело на европската дипломатија, која е позната по своите антируски, исклучително антируски. А јас сега ставови. тебе да те прашам, се ти мене ме прашаш, да те прашам, а што ако? Да. Која е силава на Европска унија ни покажа дека никаква сила? Јас им се извинувам. Добро, понекогаш и оние што не мислат риториката, како мене. ние сме новинари, ние Европската унија, постојано извинете, риториката ја гледаме. Ја ние. пак одам со онаа теза, сакал некој се сложи со мене или не, Европска унија, Обединети нации, гомила на такви институции кои некогаш нешто вределе и треба сериозно да се вратат на некои позиции, бидејќи го загубија Да, авторитет. фабричко сетирање. Да, бидејќи нивните политики, нивните искачање во јавност, председателката фон дер Лајен дава една изјава, шефот на дипломатија друга изјава. Не можете едно косовско прашање да го решат од аспект на авторитет. Значи, ете го Лајчак, нивниот представник, завчера не може да ги собере Курти и Да, може не на маса да Вучич. ги стави. Значи, 10 години со некои проблеми. И само по 10 дена даваат, го осудивме, тоа ли е тоа? Па и за нас истото е. Да не ќе да коментирам, бидејќи реков, македонската политика не сум стручен, очигледно, но ајде, да видиме каков јастреб ќе стават. Секогаш кога ќе стават некој јастреб, после мора да доаѓа од Вашингтон некој терминатор да ја каже последната. Тоа не е сила на Европска унија. Не, никош и ја немало. Адонович, ти благодарам Благодарам и на тебе. за овој разговор, ја уживав. Александра, повели? Апсолутно. Јас никогаш уживам, но нема да ви дозволам на овој начин да се одјавите, бидејќи ова е последната емисија за денеска. Ќе вас замолам да се поздравите со нашите гледачи со еден завршен збор и секако да ги поканите да ги следат нашите медиуми. Јас имам едно интервју подосна со Милан Стефановски аналитичар, тоа ќе го искористам моето право. Донович, ајде ти. Јас немам што да се одјавам, јас сум во медиуми, ова сезона беше, според мене, имаше многу работа у неа, бидејќи имавме материјал, почна малце подоцна, веројатно заради тоа и пропуштивме некои настани да ги коментираме, но преку порталот на Слободен печат и преку Весникот го правевме и тогаш, ќе го правиме и натаму. Новата сезона се надевам дека следната година ќе почне малку порано од минатата, значи да почне негде у септември. Тука сме, ќе имаме за жал многу да коментираме од светот, особено, знаеш, негативните работи, бидејќи позитивни како и да не се гледаат, а и кога се гледаат ги оставаме на режимите да ги коментираат. Ние што сме вака независни си ги коментираме овие други работи што не се интересни. Се надевам дека следната година ќе имаме уште поуспешна сезона, а до тогаш гледачите може да не читаат на порталот, да не читаат по вестници, а може и да не гледаат на некои други фреквенции, кај што ќе бидеме викнати како колеги и гости. Благодарам многу, Андонович, секогаш во својот стил.